се стекнав со проширени знаења за риск менеджмент и за кредитна анализа. Интересно беше што предавачите од НЛБ банка и другите предавачи кои што беа на оваа програма беа од голема помош да се навлезе во сите тајни на овие области. Беше од голем интерес за мене секој истражување кое што го правев, се што открив во тие истражувања, посебно за ризици, за новите предизвици во дигиталниот сектор, за дигиталната доверба. И понатаму беше интересно исто така да се присуствува на настани организирани од АБИТ во врска со спречување на перење пари во кои што беа опфатени теми изнесени од експерти од оваа област во некој обем кој што бев навистина изненаден колку детално и колку сеопфатно беше сето тоа изнесено. Понатаму бев и на предавања кои што беа во областа на сметководството, каде што можев да заклучам колкав обем е тоа на материјал и какви професионалци се тоа во областа сметководство, дека тие луѓе не се само едноставно едуцирани од факултет, него можеби дури од порана возраст се во фамилии кои што го работат сметководството и го знаат на некој степен кој што за мене би изгледал дури недостижан. Управувањето со ризици денеска не е само нешто што се бара во банкарскиот сектор. Се повеќе се бара и во другите бизниси. Така да пазарот на работна сила овој кадер го бара се почесто.